кој ќе најде добродетелна жена? Таа вреди повеќе од бисери. Мажовото срце се надева во неа и не ќе му недостига печалба. Таа му прави добро, а не зло, во сите дни на својот век. Пословици, 31 глава, од 10 до 12 стих. Моќта. Пред се, сакам да биде совршено јасно, дека моќта на сопругата што се моли не е средство преку кое таа ќе стекне контрола врз својот сопруг, затоа не се надевајте на тоа. Всушност, тоа е сосема спротивното. Тоа значи да се откажеш од секакво право на моќ во и врз себе си и да се потпреш на Божјата моќ која те преобразува тебе, твојот сопруг, твоите околности и твојот брак. Оваа моќ не ни е дадена за да ја поседуваме како оружје со кое ќе се бориме против еден нескротлив ѕвер. Таа представува нежна алатка на обновување, добиена преку молитвите на сопругата која копне да прави добро, повеќе отколку да биде добра, и да дава живот, повеќе отколку да си го добие своето. Тоа е начин на кој таа го поканува Бог во животот на својот сопруг, за да може тој да го добие најголемиот благослов, кој е исто така и нејзин. Кога мојот сопруг Мајкл и јас се зедовме и кога се појавија разликите меѓу нас, молитвата дефинитивно не беше мојата прва помисла. Всушност, таа повеќе наликуваше на последно прибежиште. Прво се обидував со други методи, како што се карање, оправдување, игнорирање, одбегнување, спротивставување, расправање и се разбира од секогаш познатиот безгласен третман, со кој никогаш не добив задоволувачки резултати. Ми требаше одредено време за да сватам дека ако прво се молам, ќе можам да ги избегнам сите овие непријатни методи на дејствување. Кога ќе ја читате оваа книга, јас и Мајкл ќе бидеме во брак повеќе од четвртина век, тоа е навистина чудесно. Тоа сигурно не е сведоштво за тоа колку сме ние прекрасни, туку за Божјата верност да одговара на молитвата. Признавам дека и по сиве овие години, јас се уште учам за ова и тоа не е лесно. Иако немам толку големо искуство, правејќи го тоа правилно, колку што имам правејќи го тоа погрешно, можам без сомневање да кажам дека молитвата дава резултати. За жал, јас не научив вистински да се молам за мојот сопруг, се додека не почнав да се молам за моите деца. Кога видов силни одговори на молитвите за нив, решив да се обидам да бидам исто толку детална и ревносна во моите молитви за него. Но сватив дека молитвата за децата е многу полесна. Уште од првиот момент кога ќе ги здогледаме своите деца, ние го посакуваме најдоброто за нивните животи, безусловно, безрезервно, без сомнение. Но со сопругот, најчесто не е толку едноставно, особено за некој кој е во брак веќе некое време. Сопругот може да ти ги повреди чувствата, да биде невнимателен, безчувствителен, навредлив, да те нервира, да не те забележува. Тој може да каже и да направи работи кои го пробудуваат твоето срце како срча. И секој пат кога ќе почнеш да се молиш за него, гледаш дека срчата загнојува. Очигледно е дека не можеш да се предадеш на молитва онака како што Бог сака, се додека не се ослободиш од неа. Молитвата за твојот сопруг не е иста како и молитвата за едно дете, иако може би изгледа слична, бидејќи ти не си му мајка на твојот сопруг. Ние имаме авторитет врз своите деца кој ни е даден од Господ, но немаме авторитет врз својот сопруг. Меѓутоа, нам ни е даден авторитет над секоја сила на непријателот. Лука, 10 глава, 19 стих. И можеме многу да им наштетиме на плановите на непријателот кога се молиме.
Многу тешки работи кои се случуваат во брачните односи се всушност дел од планот на непријателот кој е создаден да ги уништи. Но можеме да речеме, нема да дозволам ништо да ми го уништи бракот. Нема да седам настрана и да го гледам мојот сопруг исцрпен, срушен или уништен. Нема да седам без да направам нешто, додека еден невидлив ѕид се издига меѓу нас. Нема да дозволам конфузијата, недоразбирањето, погрешните ставови и лошите одлуки да го поткопуваат она што се обидуваме да го изградиме заедно. Нема да толерирам повредата и неопростувањето да не доведат до развод. Можеме да му се спротивставиме на секое негативно влијание во нашиот брак и да знаеме дека Бог ни дал власт во Негово име да се бориме против тоа влијание. Ти имаш средство за да создадеш заштитна ограда околу твојот брак, бидејќи Исус рече: се што ќе сврзете на земјата, ќе биде сврзано на небото, и се што ќе разврзете на земјата, ќе биде разврзано на небото. Евангелие според Матеј, 18 глава, 18 стих. Ти имаш власт во името на Исус да го спречиш злото и да го возможиш доброто. Можеш да му предадеш на Бог во молитва што и да го контролира твојот сопруг. Алкохолизам, премногу работа, мрзливост, депресија, нерешителност, навредлив говор, вознемиреност, страв или неуспех и да се молиш за него да биде ослободен од тоа. Чекај пред да го отпишеш бракот. Токму сега признавам дека постоеше момент кога размислував за разделба или развод. Ова е срамно признание бидејќи не верувам дека ниедна од овие опции е најдобриот одговор за проблематичниот брак. Јас верувам во Божиот став во врска со разводот. Тој вели дека тоа не е добро и дека тоа го ожалостува. Последното нешто што сакам да го направам е да го ожалостам Бог. Но знам како е да чувствуваш таков очај, кој што го парализира донесувањето на правилни одлуки. Сум почувствувала безнадежност до тој степен, што предизвикува да се откажеш од тоа да се обидуваш да го правиш она што е правилно. Го разбирам измачувањето на осаменоста, која те остава да копнеш по некој кој ќе погледне во твојата душа и ќе те види тебе. Сум почувствувала таква болка, што стравот дека ќе умрам од неа ме поттикнувал да го барам единствениот, директно предвидлив начин да преживеам, да избегам од изворот на агонијата. Знам како е да размислуваш за очајни постапки, бидејќи не гледаш никаква иднина. Сум почувствувала такво насобирање на негативни чувства од ден за ден, што разделбата и разводот ми изгледаа како единственото ветување за пријатно олеснување. Најголемиот проблем со кој се соочува во мојот брак беше карактерот на мојот сопруг. Единствените кои беа предмет на неговиот гнев бевме јас и децата. Тој употребуваше зборови како оружје, кое ме осакатуваше и ме парализираше. Не велам дека и јас не бев виновна, напротив, бев сигурна дека сум виновна колку и тој, но не знаев што да правам во врска со тоа. Редовно го молев мојот Бог да го направи мојот сопруг почувствителен, помалку гневен, пољубезен, помалку нервозен, но не видов многу промени. Дали Бог не ме сакаше? Или нему му е помил сопругот отколку сопругата, како што се сомневав? По неколку години со малку промени, еден ден во очај извикав кон Бог, велејќи: Боже, не можам повеќе да живеам вака. Знам што велиш ти за разводот, но јас не можам да живеам во иста куќа со него. Помогни ми, Господе. Седев на креветот држејќи ја својата Библија со часови и борејќи се со силната желба да ги земам децата и да заминам.
Верувам дека токму затоа што дојдов пред Бог, во целосна искреност, за тоа што го чувствував, тој ми овозможи целосно и јасно да си представам каков би бил мојот живот кога би заминала, каде би живеела, како би се издржувала себе си и како би се грижала за децата, кој се уште би ми останал пријател и најлошо од се, како би влијаело наследството на разводот врз моите син и ќерка. Тоа беше најужасната и неописливо тажна слика. Кога би заминала, би нашла некакво олеснување, но по цена на се што ми е мило. Знаев дека тоа не е Божиот план за нас. Додека седев така, Бог исто така ми стави на срце, дека ако доброволно го положам својот живот пред Неговиот престол, ако умрам за желбата да заминам и ако му ги предадам своите потреби нему, тој ќе ме научи како да го положам својот живот во молитва за Мајкл. Тој ќе ми покаже како на вистина да се застапувам за него како Божји син и низ процесот тој ќе го оживее мојот брак и ќе ги излее своите благослови врз двајцата. Ќе ни биде подобро заедно, доколку го надминеме ова, отколку кога би биле разделени и сами. Тој ми покажа дека Мајкл е заробен во мрежата на неговото минато, која го правеше неспособен да биде поинаков од она што беше во тој момент. Но Бог ќе ме употреби како инструмент за неговото избавување, доколку го прифатам тоа. Ме болеше да кажам да на тоа и многу плачев. Но кога го сторив тоа, за прв пат почувствував надеж по сиве овие години. Почнав секој ден да се молам за Мајкл, како никогаш порано. Иако секој пат морав да исповедам колку е тврдо моето срце, видов колку длабоко бев повредена од него и колку многу не сакав да му простам. Не сакам да се молам за него. Не сакам да го молам Бог да го благослови. Само сакам Бог да го осветли неговото срце и да му покаже колку беше суров со мене, си мислев. Морав повторно и повторно да речам: Боже, исповедам дека не сакам да му простам на мојот сопруг. Избави ме од сето тоа. Малку по малку почнав да гледам како се појавуваат промени во двајцата нас. Кога Мајкл ке се налутеше, место да реагирам негативно, јас се молев за него. Го молев Бог да ми покаже што го предизвикува неговиот гнев и тој ми покажуваше. Го прашував што можам да сторам за да ги подобрам работите и тој ми покажуваше. Гневот на мојот сопруг стануваше се поредок и се побрзо се смируваше. Секој ден молитвата градеше нешто позитивно. Ние се уште не сме совршени, но многу напредувавме. Не беше лесно, но убедена сум дека вреди да се оди по Божиот пат. Тоа е единствениот начин на кој може да се спаси бракот. Молитвата на сопругата за нејзиниот сопруг има многу поголем ефект врз него, отколку молитвата на некој друг, дури и на неговата мајка. Извини, мамо. Се разбира дека молитвите на мајката за нејзините деца се ревносни, но кога мажот ке се ожени, тој ги остава својот татко и својата мајка и станува едно со својата жена. Евангелие според Матеј, 19 глава, 5 стих. Тие се тим, заедница, соединети во духот. Силата на мажот и жената споени заедно во Божите очи е многу поголема од збирот на силата на секој од нив поединечно. Тоа е така бидејќи Светиот Дух ги соединува и додава сила на нивните молитви. Токму затоа има и многу ризици ако не се молиме. Можеш ли да си замислиш да се молиш само за десната страна на твоето тело, но не и за левата? Ако десната страна не е поддржана и заштитена и ако падне, таа ќе ја повлече со себе и левата страна. Истото важи и за тебе и твојот сопруг. Ако се молиш само за себе,
но не и за него. Никогаш нема да го најдеш благословот и задоволството што го бараш. Она што се случува со него, се случува и со тебе, и не можеш да го избегнеш тоа. Ова единство ни дава сила, која на непријателот не му се допаѓа. Затоа тој измислува начини да ја ослабне. Тој ни дава се на кое ќе наседнеме, било да е тоа ниско мислење за себе си, гордост, потребата да бидеме во право, недоразбирање или да им се предадеме на нашите собствени себични желби. Тој ќе ти кажува лаги како ништо никогаш нема да се смени. Твоите неуспеси се непоправливи. Нема надеж за помирување. Ќе бидеш посреќна со некој друг. Тој ќе ти кажува се во што ќе поверуваш, бидејќи тој знае дека ако те убеди да поверуваш, тогаш нема иднина за твојот брак. Ако веруваш во доволно лаги, твоето срце најпосле ќе стане тврдо за Божјата вистина. Во секој уништен брак постои барем една личност, чие срце е тврдо за Бог. Кога срцето ќе се стврдне, не постои визија од Божја перспектива. Кога сме несреќни во бракот, мислиме дека се друго би било подобрување после тоа што сме го искусиле. Но не ја гледаме целата слика. Го гледаме само начинот на кој стојат работите, но не и начинот на кој Бог сака работите да стојат. Меѓутоа, кога се молиме, нашите срца стануваат меки за Бог и можеме да добиеме визија. Гледаме дека постои надеж, имаме вера дека Тој ќе го обнови сето она што било скршено, уништено и разјадено во нашиот брак. Ке ви ги надоместам годините што ги изедоа скакулците. Јоил, 2 глава, 25 стих. Можеме да му веруваме дека тој ќе ја отстрани болката, безнадежноста, закоравеноста и неопростувањето. Можеме да си ја представиме неговата способност да ја воскресне љубовта и животот од најмртвото место. Замисли си ја радоста на Марија Магдалена, кога дојде на гробот на Исус на 3-тиот ден откако беше распнат и кога дозна дека тој воопшто не е мртов, туку дека беше воскреснат преку Божјата сила. Радоста кога ќе видиме дека нешто безнадежно мртво е повторно оживеано, е најголемата радост што можеме да искусиме. Силата која го воскресна Исус е сосема истата сила, кога ќе ги воскресне мртвите места во твојот брак и која повторно ќе внесе живот во него. Бог кој го воскресна Господ, ќе не воскресне и нас со својата моќ. 1 Коринќаните, 6 глава, 14 стих. Тоа е единствената сила која може да го стори тоа. Но тоа нема да се случи без срце за Бог, кое е подготвено да се внесе во молитва, да расте во тешки времиња и да чека љубовта да биде воскресната. Мораме да поминеме низ болката, за да стигнеме до радоста. Ти треба да решиш дали сакаш твојот брак да функционира и дали го сакаш тоа толку многу, за да сториш се што е потребно во рамките на здравите параметри за тоа да се случи. Ти треба да веруваш дека делот од твојот однос, кој бил разјаден од болка, рамнодушност и себичност, може да биде обновен. Ти треба да веруваш дека сето она што натежнало врз тебе, како што се злоупотреба, смрт на дете, неверство, сиромаштија, загуба, катастрофална болест или несреќа, може да биде ослободено од неговите смртни окови. Ти треба да решиш дека сето она што те обзема тебе и твојот сопруг, како што се премногу работење, алкохолизам, злоупотреба на дроги или депресија, може да биде уништено. Ти треба да знаеш дека сето она што се прикраднало во вашиот однос, премногу тивко и лукаво, за да биде забележано како закана,
се додека не стане јасно присутно, како што е да правиш идоли од твојата кариера, твоите соништа, твоите деца или твоите себични желби, може да биде отстрането. Ти треба да веруваш дека Бог е доволно голем за да го направи сето тоа, па и повеќе. Доколку се разбудиш едно утро со тугинец во твојот кревет, а тоа е твојот сопруг, доколку искусиш тивко повлекување од заедничкиот живот, која ја прекинува секоја емотивна поврзаност, доколку почувствуваш незапирливо исчезнување на љубовта и надежта, ако вашиот однос е во толку голема дупка на болка и гнев, така што секој ден те води во се поголем очај, доколку секој изговорен збор се поголем раздор меѓу вас, се додека не стане непробојна бариерата која ве држи раздвоени со километри еден од друг, биди сигурна дека ниедно од горе наведените ситуации не е Божја волја за твојот брак. Божјата волја е да ги сруши сите овие препреки и да те извади од таа дупка. Тој може да ги исцели раните и да ја врати љубовта во твоето срце. Ништо и никој друг не може да го стори тоа. Но мораш да станеш и да речеш: Господе, се молам за крај на овој конфликт и за кршење на влијанието што неслогата го има врз нас. Отстрани ја болката и оклопот што го ставивме врз себе за да се заштитиме. Извади не од дупката на неопростувањето. Зборувај преку нас, за нашите зборови да ја одразуваат твојата љубов, мир и помирување. Сруши го овој зид меѓу нас и научи не како да одиме низ него. Овозможи ни да излеземе од оваа парализа и да влеземе во исцелението и полнотата кои ти ги имаш за нас. Не го отпишувај бракот. Барај од Бог да ти даде нов сопруг. Тој може да го земе оној кој го имаш и да го направи ново создание во Христос. Мажите и жените не се предодредени да се караат, емотивно да се разделуваат, да живеат во брачно мртвило, да бидат нестрекни или да се разведуваат. Ја имаме Божјата сила на наша страна. Не мораме да го препуштаме нашиот брак на случајност. Можеме да се бориме за нашиот сопружник во молитва и да не се предаваме, бидејќи се додека се молиме, постои надеж. Со Бог ништо не е толку мртво колку што изгледа, дури ни твоите чувства. А што е со мене? И мене ми треба молитва. Сосема е природно да влезеш во овој молитвен потфат, прашувајќи се дали твојот сопруг некогаш ќе се моли за тебе на истиот начин на кој ти се молиш за него. Иако тоа секако би било супер, не сметај на тоа. Молитвата за твојот сопруг ќе биде дело на несебична безусловна љубов и пожртвуваност со твоја страна. Треба да бидеш подготвена да се посветиш на тоа, знаејќи дека е можно, дури и многу веројатно, дека тој никогаш нема да се моли за тебе на истиот начин. Во некои случаи тој можеби нема воопшто да се моли за тебе. Можеш да го замолиш да се моли и можеш да се молиш за него да се моли за тебе, но не можеш да го бараш тоа од него. Без оглед на тоа дали тој се моли за тебе или не е твоја грижа, туку Божја. Затоа ослободи го од таа обврска. Ако тој не се моли за тебе, тоа е негова загуба повеќе отколку твоја. Твојата среќа и задоволство нема да зависи од тоа дали тој се моли, туку ќе зависи од твојот сопствен однос со Господ. Да, и на сопругите им треба молитва исто така, но уверена сум дека не треба да зависиме од нашите сопрузи како единствени кои можат да ни го обезбедат тоа. Сушност, да го гледаш својот сопруг како твој посветен партнер за молитва, може да биде стапица за неуспех и разочарувања и за двајцата. Научив дека најдоброто нешто за нашиот брак е да имам жени партнерки за молитва
со кој ќе се молам секоја недела. Сега верувам дека ова е и суштествена важност за секој брак. Ако можеш да најдеш 2 или повеќе силни жени, исполнети со вера, на кои целосно им веруваш и со кои можеш да ги споделиш копнежите на твоето срце, одредете заедно време за молитва секоја недела. Тоа ќе го промени твојот живот. Тоа не значи дека на твоите партнерки за молитва мораш да им кажуваш се за својот сопруг или да ги откриваш приватните детали од вашиот живот. Целта е да се молите Бог да го исцели твоето срце, да ти покаже тебе како да бидеш добра сопруга, да го споделиш товарот на твојата душа и да го барате Божиот благослов за твојот сопруг. Се разбира, ако постои некое прашање со сериозни последици и ако можеш да им веруваш на твоите партнерки за молитва, со доверливата природа на твоето барање, во секој случај сподели го. Сум видела многу бракови како завршуваат со разделба или развод, бидејќи луѓето биле премногу горди или се плашеле да ги споделат своите проблеми со некој што би можел да се моли за нив. Тие продолжуваат со животот преправајки се дека се е во ред и наеднаш нивниот брак завршува. Не заборавај да ја нагласиш доверливата природа на она што го споделуваш со твоите партнерки за молитва, но не го отфрлај својот брак затоа што се двоумиш дали да се молиш за него со други. Ако имаш партнерка за молитва која не е доверлива, најди некоја друга со повеќе мудрост, чувствителност и духовна зрелост. Дури и без партнерки за молитва или сопруг кој се моли, ако се молиш ревносно, ќе видиш дека некои работи ќе почнат да се случуваат. Пред да бидат одговорени твоите молитви, ќе дојдат Божји благослови врз тебе, само затоа што се молиш. Тоа е така, затоа што ќе поминуваш време во Божјото присуство, каде што започнува секоја трајна трансформација. Една по една молитва. Не дозволувај да бидеш обземена со многуте начини на кои можеш да се молиш за својот сопруг. Не е неопходно да сториш се за еден ден, една недела, па дури и за еден месец. Препораките од оваа книга нека ти бидат водич, а потоа моли се како што Светиот Дух ќе те води. Кога ќе се најдеш во тешки времиња и кога ќе ти биде потребен динамичен пробив, постењето ќе ги направи твоите молитви поефикасни. Да молиш стихови од Божјото Слово врз твојот сопруг е исто така моќно. Токму тоа го правев и јас во молитвите на крајот од секоја глава, секаде каде што ќе видиш библиска референца. Пред се, не давај место на нетрпеливоста, за да видиш одговори на твоите молитви, може би ќе биде потребно време, особено ако твојот брак е длабоко повреден и влошен. Биди трпелива за да истраеш и чекај Бог да исцелува. Имај на ум дека и двајцата сте несовршени луѓе, само Господ е совршен. Гледај на Бог како извор на се што сакаш да се случи во твојот брак и не се грижи за тоа како ќе се случи. Твоја одговорност е да се молиш. Божја работа е да одговори. Остави го тоа во неговите раце.